civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Господине Мустафов, ние сме тука денеска дојдени да ни раскажете малку вашата приказна што се случуваше на изборниот на денот на изборниот молк, на денот пред 17 октомври кога се одржуваа локалните избори. Па вака, се до тој ден кога беше изборниот молк сабота, се беше мирно, се беше окей по кампањата. До моментот кога пратеникот Миле Левков со некои си лица отпосле ние дознавме дека биле представници од Инфомакс, што е тоа, новинарска агенција или што е тоа, не знаевме, не бевме информирани. Тој ги донесе до постоечкиот штаб кој не работеше за време на молк, а ние бевме соберени сите тука. Значи тоа беа активистите на Аки Акиов од ПДПР, партијата за Роми, што е во Кочани. Бевме соберени и чисто тие дојдоа, отпосле разбравме дека тоа беше провокација од нивна страна, со нивно излагање дека тој, како пратеник, ќе дојде во ромската заедница да дава изјава за време на молк, што тоа е противзаконски и ние чисто едноставно им кажувавме, тоа го имаа нивните снимки кои правеа после исечоци, дека ние сме ги провоцирале, дека сме ги блокирали. Ние претежно ромската заедница сме 90% по тезги, по пазари, значи тоа имаше возила со приколици, комбиња, коли, застој имаше од нивна страна и затоа се случи колона од возила и нивното кажување беше провокација, вика вие се заканувате, вие ми блокирате патот, вика ние ќе одеме, вика чисто да даваме изјава. А каде ќе дава изјава? Кажа каде? Ромската заедница нагоре некаде, по ромската заедница ќе дава изјава пратеникот, а тоа беше само чисто провокација. Ништо, се случи што се случи. Нивниот изговор беше само вие се заканувате на мене, ми блокирате патот, јас сум со него многу близок, значи чисто, викам утре треба да се видиме повторно, да пиеме кафе, они викат дека тоа било закана. Ако веќе пиеме ние кафе, утре дента, тоа не е закана. Значи тоа е со граѓани сме ние, тука живееме со години, значи утре треба да пиеме повторно кафе и да се видиме и здраво да си кажеме. Значи тоа беше. После тоа веќе у полиција бевме повикани у полиција, значи таму беше и председателот на опозицијата, господинот Мицковски, и со истото, и тој, вие вика се заканувате, истото и на него му кажав, дека утре со Миле пак ќе се видиме, тој е пратеник од нас, од народот, пратеник, пријатели, значи утре ќе се видиме на кафе, тоа не е провокација. И тоа. Значи сето ова се случуваше на денот на предизборниот молк, така? Да, точно сабота беше тоа, предизборниот молк, што законски тој нема потреба, нема право да дојде во ромската заедница да дава изјава, значи противзаконски е тоа. На денот на изборите? На денот на изборите се беше окей, значи супер, значи поминавме без проблеми, значи цел ден имавме се ангажмани, значи немаше никакви проблеми, никакви провокации, се беше мирно, окей, и така. Сега после изборите дали има некакви најави од истите луѓе или нешто? Што се случува во Кочани? Каква е атмосферата? Како и секоја година после изборите било која партија да земе, значи мора да има промени. Веќе градоначалникот вчера почна на работа, беше на изолација, почна на работа, сега ќе има промени по директорските места, можеби промени на некои функции кои се така. Повторно, ромската заедница ќе остане запоставена, тоа со сигурност го тврдам. Здравје ќе видиме. Имаме наш советник, Аки Акиов,
па ќе видиме што ќе се случува понатаму. Ама знаеме дека ќе има промени и посебно ромската заедница ќе биде запоставена од оваа партија. Иако имате представник. Да, иако имаме представник, значи опозиција сме, градоначалникот од ВМРО ДПМН е, така да ќе бидеме запоставени. Секако ќе бидеме запоставени, од 90% од гласачите сите го дадоа гласот за СДСМ. Како ја ќе коментирате изјавата на Мицкоски кој што рече запамтете ме убаво? Па, не знам, тоа веќе е закан. Тоа веќе е закан. Значи, со кажувањето имат они Инфомакс, имат снимки таму каде што кажувам јас изловањето на кафе не е закана. И директно да ти каже запамти ме, гледај ме у фаца, запамти ме, значи тоа е веќе закана. Закана дека јас сум дел од ромската заедница, јас сум ром и се гордеам што сум ром. И очекувате какви одмазди? Па сигурно ќе има одмазди. Јас како представник од ромската заедница работев на проект преку швајцарска влада и веќе после зимањето на ВМРО ДПМН како градоначалник во општина Кочани, веќе од утредента на мене договорот веќе не ми беше продолжен. Зошто не ви беше продолжен, до кога ви беше договорот? А до 1 ноември. А очекувавте да биде продолжен, таков беше договорот? Па очекував да биде продолжен договорот, оти со швајцарската влада уште 6 месеци трае проектот, а веќе нема да бидам јас како представник од ромската заедница, ќе биде некој друг. Имате образложението? Образложение? Образложение од нема образложение, значи продолжува проектот, ама нема да бидам јас како представник од ромската заедница. Значи тоа е, ако добиеше СДСМ, значи ќе бев дел од тој проект. Сега не е веќе СДСМ, ВМРО е, ќе биде некој си Уште еднаш чиве проектот? од швајцарска влада заедно со јавното комунално предпријатие Водовод Кочани. Тоа е ажурирање на податоци на веќе постоечки или на илегални градби и легализација на водовод, канализација и така натаму. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.